Почитувани, пред повеќе од една година председателот Бранко Црвенковски и предложи на владата да спроведе проект за бескаматно стамбено кредитирање на граѓаните, кој го нарековме поблиску до прв стан и кој беше дел од предизборната програма на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Со овој проект предложивме владата да ја превземе обврската, целосно да ја плаќа каматата за овие стамбени кредити. Доколку пристапеше кон оперативизација на овој проект, владата досега требаше да воспостави партнерски однос со банките, затоа што на ваков начин ќе се зголемеше нивото на стамбени кредити за 3 пати, а граѓаните ќе добиеја бескаметно кредитирање при купување на стан. Дополнително, овој проект на Социјалдемократскиот сојуз предвидува заштитни механизми за граѓаните, посебно од можноста банките да ги зголемуваат каматите, односно така наречените шпекулативни камати. Според нашите пресметки, владата ќе чинеше овој проект 5,2 милиони евра на годишно ниво. Например, наместо да ја градеше триумфалната капија, ќе започнеше со реализација на бескаматно стамбено кредитирање на граѓаните уште на почетокот на оваа 2011 година. За жал, тогаш ВМРО-ДПМН го одби проектот. Сепак, подоцна во својата предизборна програма ВМРО-ДПМН го презема и овој проект на Социјалдемократскиот сојуз, обидувајќи се да го модифицира, но за жал очигледно тоа го прави на полош начин. Со тоа продолжи праксата на премиерот Груевски да превзема туѓи идеи и проекти, како и претходно што направи со предлозите на Социјалдемократскиот сојуз за енергетска сиромаштија, социјални продавници и минимална плата. Ние немаме проблем со тоа. Доколку ВМРО-ДПМН проектите кои ги копира од нас, ги спроведува исклучиво во интерес на граѓаните. Бидејќи владата пушти во собраниска процедура закон за субвенционирање на стамбени кредити, во интерес на граѓаните сакаме однапред да предупредиме на одредени пропусти и аномалии кои не се дел од нашиот проект. Нашите забелешки на овој предлог закон се: со овој предлог закон владата на Груевски не предвидува колку средства ќе бидат потребни во државниот буџет. Владата предвидела Министерството за финансии со подзаконски акти да ги регулира условите по кои банките и граѓаните ќе можат да конкурираат за овие кредити, наместо тие да бидат предвидени со закон. Предлог законот предвидува без разлика што граѓаните ќе ги исполнат условите на банките за кредитирање, Министерството за финансии да прави дополнителна селекција, што може да доведе до нерамноправен третман на граѓаните или дискриминација. Сакаме да ги предупредиме граѓаните дека овој предлог закон на владата остава можност на банките да ја зголемат каматата после истекот на првите 3 години од стамбениот кредит, и тоа замислете за цели 10% поени, што би ги направил овие кредити поскапи од оние кои граѓаните можат да ги земат и сега во редовна процедура, а чија каматна стапка не е повисока од 8%. Например, по истекот на првите 3 години од отплата на кредитот, каматната стапка од 4,99% може да се зголеми на 14,99%. Сакаме да ги предупредиме граѓаните исто така дека средствата што ќе ги добијат од владата како субвенција за учество во кредитот, според овој закон ќе треба да ги вратат на државата во случај на предвремена отплата на кредитот или по истекот на 20 години. Имаме и други забелешки на кои ќе укажеме во собраниската процедура. Сметаме дека владата на Груевски и ВМРО-ДПМН не треба заслепена од собствениот популизам да им наштетува на интересите на граѓаните. На граѓаните не им требаат законски замки и трикови кои ќе одат на нивна штета. На граѓаните им треба решавање на еден горлив проблем, како што е стамбеното прашање. Затоа се надеваме дека владата на Груевски ќе ги прифати нашите добронамерни укажувања и предлози.